Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И во денешното видео ќе зборуваме за книгата на авторката Шефали, родителски водич или родителска карта. И преку неа, преку оваа книга ви зборувам за незините содржини и со кој што Шефали навистина сака на родителите да им го представи свесното родителствување преку голем број на вежби. Во оваа книга доста се интересни и истото и јас, преку оваа авторка сакам да ви ги прикажам овие многу интересни вежби со цел да можете многу полесно да тргнете по патот на свесното родителствување, затоа што свесното родителство навистина представува еден нов пристап кој што пред се подразбира поврзување на родителот со детето. Тоа е најосновното нешто кое што нам ни е потребно денес, поврзаност, а не разделеност со децата. Таа во секој чекор кој што го прикажува, денеска сме дојдени до четвртиот чекор од првата фаза. Најпрво, насловот на четвртата фаза се нарекува "Напушти ја трката по среќа и по успех". И пред секој чекор, вообичаено Шефали, бидејќи пишува и стихови, има напишано некој стих кој што на некој начин представува едно наговестување за содржините кои што сака Шефали да ги прикаже во овој чекор. Па сега да ги слушнете нејзините прекрасни стихови. Преку мојата жет за чувство газев по безброј мртви лешеви. Искршив многу стаклени срца и уништив многу соништа од камен. Се за чувство, како зависник кој претура по ѓубре, ја бркав среќата и успехот. Како дрога, се додека не стигнав до врвот на планината, но не можев и таму да уживам, зашто бев без див и без душа, и мојот поглед беше обоен од крвта и од болката што ја оставив во презред. Една од најважните работи за кои што Шефали зборува во овој чекор е дека најголемите нарушувања помеѓу родителите и децата во смисла на нарушување на радоста во односот, на мирот во односот, е токму заради идејата за кој што родителите се држат, тие идеи се идеја за успех, идеја за среќа. Таа вели дека најголем стрес, најголеми конфликти се случуваат во односот родител-дете, токму кога овие две идеи се најмногу застапени во родителствувањето со децата од страна на родителите. И од овие причини Шефали многу јасно сака и да им ги објасни кои се потенцијалните опасности во процесот на родителствувањето кога родителот се држи до овие идеи. Зошто ова го спомнува? Затоа што прво, кога доаѓа родителот кај неа, таа секогаш прво ги прашувала што очекувате за вашето дете, што сакате од вашето дете, и тие секогаш и одговарале: сакам моето дете да биде само среќно и успешно. Меѓутоа, Шефали објаснува дека кога тоа родителите го кажуваат, тие воопшто не размислуваат, воопшто не го преиспитуваат подлабокото значење кое што се крие под овие термини успех и среќа. Ние како родители се однесуваме како овие две нешта, среќата и успехот, да се светите, како да се светиот грал во родителствувањето, преку нивното конзумирање, преку и нивното употреба, внесување во процесот на родителствувањето со децата,
затоа што таа вели од почеток, кога тоа нешто ќе се случи, кога толку силно сме приврзани за тие идеи, ние влегуваме во една состојба на стрес и состојба на конфликт во односот со децата. Како е тоа можно? Прво таа вели, можно е пред се затоа што поради самата идеја ние да сакаме нешто за некој друг. Едно е ние да сакаме, например, луѓето да бидат среќни. Тоа е една работа. Затоа што самата идеја да за некого да биде среќен и да биде успешен во суштина е доста проблематична, затоа што кога ние сакаме одредена личност да биде на одреден начин, на одреден специфичен начин, во смисла да биде успешен, да биде среќен, тоа подразбира контрола. Таа вели во книгата објаснува на родителите. Замислете дека работите на некој постдипломски студии и се трудите што подобро да ги сработите, меѓутоа наидувате на препреки на некои пречки и така да почнувате да се нервирате, не ви оди добро и тогаш ви доаѓа ненадејно некој пријател и наместо да ве разбере, ништо врвите во тој момент, изразува разочарување, веднаш ви се наметнува, ви кажува, ама јас не можам да верувам, како вие не можете ова да го сработите, како можеш да не бидеш среќен, ајде биди среќен, или пак некој друг да ви каже, зошто не ти се сите оценки петки, зошто ти оди лошо, па ова е неприфатливо, ова не можам јас да го прифатам од твоја страна. Како вие, родители, ги прашува Шефали, би се чувствувале? Сигурно ставот кој што ќе ви го изрази одредената личност, пријателот, сигурно дека на некој начин би ве повредил и ќе посакате вие што побрзо да се тргнете од личноста, од таа личност и едноставно да не сакате да комуницирате. Значи, таа вели, така и ние, како родители, на тој начин се однесуваме спрема нашите деца. Значи, кога ние толку многу се придржуваме за идеите да бидеме среќни и успешни, што им правиме во тој момент на нашите деца? Ги правиме недостојни. Нешто кој што тие во својата суштина се. Значи, тие уште со доаѓањето на овој свет се достојни, а ние нешто преку тие идеи го негираме тоа основно екзистенцијално правило кај децата. Значи, и меѓутоа, кога тоа ми го објаснувала на родителите протестирале и со зборовите, па Шефали, како може ние да едноставно да не е во ред ние да сакаме нашите деца да бидат среќни и успешни. Тоа е она што им го посакуваме на нашите родители, на нашите пријатели, на нашите најблиски, на партнерите и така натаму. Меѓутоа, таа вели, видете која е разликата. Кога овие две работи им ги посакуваме на нашите деца, значи ние не сме во една пасивно, не сме инволвирани за благосостојбата, за добробитот на нашите деца, за нивното ментално здравје да биде како што треба, и она што ние им го наспрема она што ние им го нудиме на другите луѓе во нивните животи. Значи, овде станува, зошто? Затоа што овде станува збор за едни активни желби, активни очекувања. Зошто? Затоа што ги проектираме на нашите деца. Значи, преку нашите идеи ние ги вградуваме, ги активираме тие верувања наши во животите на нашите деца. Со тоа ги ограничуваме нашите деца, ги ограничуваме преку нашата визија за она што значи од наша страна успех и среќа за нив, и на тој начин ние ги ограничуваме нашите деца преку нивните очи, тие да можат да истражуваат што е она што значи
среќа и успех за нив. Значи, ние не им даваме некоја причина и можност тие слободно да можат тоа нешто да го истражуваат во нивниот живот, сами да можат да се заплеткат, сами да можат да тагуваат, да можат да се лутат, да можат да едноставно, ако треба да почувствуваат болка, значи сами тие едноставно да научат едни вредни лекции во својот живот, дека и убавината и нередот доаѓа рака под рака. И да вели, ајде сега да ја деконструираме, да ги деконструираме тие две идеи за среќа и за успех. Прво, што е она што треба да го разбереме? Треба да разбереме дека ние како родители, колку и да сме добронамерни во жалбата наша, нашите деца да бидат среќни и успешни, сепак тоа доаѓа од една од самоабсорбција. Што значи тоа? Тоа значи дека доаѓа од нашата преокупираност со нашите желби, со нашите потреби, со нашите доживувања, нашите чувства. Зошто? Затоа што ние така се чувствуваме среќни и така се чувствуваме успешни, кој што од каде доаѓа? Од нашето чувство да се чувствуваме достојни и вредни и важни да бидеме валидизирани. И како го увидела Шефали тоа? Таа едноставно објаснува. Забележете, родители, кога вашето дете едноставно покажува задоволство кон некоја активност која што вие не ја одобрувате. Што значи тоа? Како во тој момент се чувствувате? Се чувствувате, забележете, се чувствувате иритирани, се чувствувате загрижени, се чувствувате несреќни. Што значи тоа? Значи, ние сакаме нашите деца да бидат среќни, ама се додека тие го прават она која што се согласува со нашите очекувања. Значи, која е вистината? Вистината е дека ние сакаме нашите деца да ни се покоруваат, да ни одоброволуваат. Зошто? Затоа што на тој начин ние се чувствуваме среќни и се чувствуваме успешни. И кој што потекнува од нашата потреба да ги контролираме нашите деца. И која е втората работа? Втората работа е дека треба да разбереме идејата за успех, идејата за среќа, едноставно дека се само идеи. Значи, едноставно се само верувања, се само одредени наши очекувања и ништо повеќе. Значи, направени се одредени испитувања, така кажу. Зборува едноставно каде што се побарани 100 од 100 различни луѓе да ги дефинираат овие два концепти за успех и за среќа. И што се увидело? Се увидело дека ќе добиете 100 различни одговори. Тај во незината пракса, стално кога ги прашуваа родителите што подразбират под успех и под среќа, значи секој родител кажувал различно, давал одговор на тоа прашање, различни одговори. Зошто? Затоа што таа вели дека овие идеи се субјективни концепти, не се објективни феномени. Значи, кога овие два субјективни концепти ќе ги внесиме во процесот на родителствувањето, тогаш што му правиме? Наметнуваме нереални притисоци, нереални очекувања кон нашите деца. И со што однапред, значи, процесот на родителствувањето станува, влегува во еден неуспех. Значи, се јавуваат разочараности и кај родителот, и кај децата. Меѓутоа, зошто е тоа така? Затоа што среќата е минлива работа и успехот е минлива работа. Животот е доста сложен, тој е нијансиран, со голем број на нијанси и токму поради тоа таа вели смешно е навистина ние како луѓе едноставно да бараме дека нашите деца постојано ќе бидат среќни, ќе бидат успешни и таа спомнува дека
Успехот исто така представува едно спрема неа езотерична идеја. Зошто? Затоа што потекнува од внатрешното, потекнува од мистичното, потекнува од она што ние внатрешно го доживуваме, кое што често пати е многу тешко да се објасни, да се изрази и значи затоа што внатрешното произлегува од нашите условености. Например, та вели за новата мајка што би било за неа успехот и среќата. Би подразбирал, например, здрав сон за незиното дете, мирно да биде детето, да сака да редовно да се дои и така натаму, а за незината наспроти, незината најдобра другарка, за неа што би било успех? Би било, например, успех доколку ајде да кажеме, победи зависноста ја победи зависноста од благото или зависност од алкохол или нешто друго. Или за незината сестра, што би било во истиот тој момент за неа успех, например, би било учење на некој јазик. Или за незината внука, што би било за неа успех и среќа, доколку, например, успее да ги реши математичките задачи кои што ќе бидат поставени во тестот наредниот понеделник по математика. Меѓутоа, која е поентата овде? Поентата е дека среќата и успехот се идеи за кои што ние се приврзуваме без да сватиме дека тие нема долготрајно значење. И меѓутоа, поради нашата слепа приврзаност, кога и да забележиме, например, кога нашите деца се несреќни, ние го губиме разумот. Зошто? Затоа што се вознемируваме. Или кога плачат нашите деца, ние сме во болка. Значи, а сакаме да им ја одземеме болката затоа што и ние сме во болка. Или кога ги гледаме како не успеваат по некој предмет, се вознемируваме, трчаме, веднаш скокаме да ги коригираме или да ги казниме нашите деца. Значи, приврзаноста што ни кажува кон овие два концепти, кон што не води? Не води во непотребни страдања и непотребни болки во односот со децата. Меѓутоа, зошто е тоа така? Затоа што спрема Шефали овие две идеи како се длабоко вкоренити уште во нашето детство од една страна, а од друга страна и како потекнуваат и се во голем дел значи обележје на нашата култура, значи нашето општество и голем број на општества, исто така други, значи на глобално ниво, општествата ги користат овие идеи, значи општествата се насочени кон овие идеи и на некој начин ние стануваме зависни од овие идеи. Меѓутоа, се додека ние не разбереме, не сватиме колку овие две идеи се празни постојано, ние ќе паѓаме во замката да сакаме да бараме среќа, успех за нашите деца. И ќе страдаме во односот со нашите деца, се додека се држиме за овие идеи, кога во моментите кога ќе видиме дека не се одовлетворуваат од страна на нашите деца, значи тие квалитети како за успешни и за среќни деца, едноставно не се остваруваат секогаш. И родителите знаеле во разговорите со Шефали да протестираат, да и кажат: ама Шефали, зошто зборуваш дека не треба ние да се грижиме за нашите деца кога се тажни или пак кога не успеваат на училиште? Од твоја страна ова изгледа како бездушно. Меѓутоа, таа им зборува, им објаснувала: родители, не е поентата она што вие го кажувате, во смисла на тоа, поентата е сосема во насока на друга јасност. Во смисла на тоа, грижата за вашите деца не значи дека вие, вашите деца, дека треба да се грижите тие да бидат среќни и успешни како
како живи суштества и дека со тоа што доколку тоа не се оствари кај вашите деца, дека вие сте виновни за тоа и дека вие сте одговорни за тоа. Што подразбира грижата за вашите деца? Грижата за вашите деца подразбира да си ги прифатите вашите деца такви какви што се. Значи, ако се тажни, оставете ги нека се тажни. Да си бидат тажни. Ако се лути, нека си бидат лути. Ако се мачат по математика, значи оставете ги, нека се мачат по математика, нека почнат да си го развиваат своето мозоче, нека почнат интелектуално да размислуваат, интелигентно да размислуваат. Се разбира дека ние секогаш тука ќе бидиме како родители, да ги прашаме за нивните прашања, поврзани со кои одлуки треба да ги донесат, за да можат да ја разрешат таа дилема која што имаат во своите глави, во насока на решавање на голем број на задачи. Меѓутоа, да не дозволиме ние како родители да влегуваме во служба на агендата за пристигнување до дестинацијата за среќа и успех. Затоа што таква дестинација Шефали им објаснува родителите дека не постои. Таа им вели: родители, по совреме симнете се од возот кој што подразбира среќа и успех. Затоа што кога ќе се качите на тој воз, бидете сигурни дека никогаш нема тоа што го барате да го најдете. Значи, се додека ние како родители го бараме на моето дете да биде среќно, да биде радосно постојано во животот, ние нема никаде да ги водиме децата. И затоа што прво треба да разбереме дека никој човек не може постојано, и не постои таков човек на планетата кој што е постојано среќен, кој што е постојано успешен. Сите сме поминувале и допрва ќе поминуваме низ периоди во нашиот живот во кој што ќе чувствуваме и страв, ќе чувствуваме тага, ќе чувствуваме фрустрација, ќе чувствуваме неуспех. И меѓутоа најважно од се да разбереме дека е тоа нешто нормално. А зошто е нормално? Затоа што е човечки, затоа што е прифатливо. Значи, да ги научиме нашите деца за сите неизбежни предизвици кои што ќе им се случат во нивниот живот, за сите нереди, за сите бури кои што ќе им доаѓаат во нивните животи, и ова сознание, таа им јаснува на родителите, е многу подобро, многу повредно, отколку едноставно ние да ги насочуваме децата кон едни недостижни реалности, за идеи како што се идеите за успех и за среќа. Затоа што децата кога ќе ги навистина ќе ги прифатат идеите дека во животот тие ќе треба ќе се соочат со голем број на нејасности во својот живот, ќе можат да искусуваат искуства со кои што сами ќе мора да се справуваат, тие се многу повредни и ги прават децата да бидат многу похрабри, многу поотпорни, многу поспремни, отколку кога тие се само приврзани за идеите за успех и за среќа кои што всушност представуваат едни концепти утопични, значи на утопија за непрекината среќа и за еден лажен успех. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Меѓу баб ден, се гледаме.